Те вестите на Сител. Во студиото со вас Славица Арсова. Добро вечер, гледате вести. Судска медицина ги продолжува анализите по ексхумацијата на жена почината пред 1 месец за да се утврди дали 25 годишникот од Куманово, кој е во притвор, е поврзан и со овој случај. Истовремено се проверуваат траги и во нападот врз повозрасна жена од Челопек, која тврди дека била мета на истиот осомничен, но преживеала. Истражителите ќе ги споредуваат доказите од повеќе дела за да утврдат дали станува збор за серијски убиец. Засега се најавува анализа на најмалку 5 случаи. Судската медицина продолжува со анализите од ексхумираната жена која почината пред 1 месец, кои треба да се споредат за да се утврди дали уапсениот 25-годишникот Кумановско бил и нејзиниот убиец. Траги од него се бараат и кај старицата од селото Челопек, која синоќа ја сними Сител и сведочеше дека и таа била нападната од истиот осумничен, но за среќа преживеала. Доказите кои ќе треба да се обезбедат ќе покажат дали во Кумановско имало серијски убиец. Но колку ќе биде тешко да се направи ексхумација и на други жртви кои се подолго време починати, за да се утврди дали тие биле мета на осумничениот. Поранешниот началник во МВР објаснува дека доколку имало траги на насилство, лесно ќе се открие, а судската медицина и МВР имаат стручни тимови. Треба да се дојди до она што викаме врзување помеѓу жртвата на кривичното дело, помеѓу сторителот и предметите со кои што е извршено кривичното дело. Ако овде имаме чиста физичка сила, нели, удирање со боксови и така натака, во тој случај нели треба да се видат дали има оштетување на коски и така натака, затоа се прави таа ексхумација. Иначе тоа што викаме дали телото е во фаза на распаѓање, да, по ексхумацијата, но се уште остануваат нели физички повреди, затоа реков физички повреди по черепот, по делот на лицето, по делот на забит. Истражните органи ќе треба да ги споредат убиствата и доказите за да може да се најде мотивот на осумничениот убиец и да се докаже дали и колку биле негови жртви. И во минатото во Македонија имало серијски убици. Затоа Ѓурчевски смета дека за време на истрагата која може да трае до 6 месеци ќе успеат да откријат. За да ја направиме врската, можеби ќе требаат и уште некои други ескумации, уште некои други понатака. Треба целосно да се проучи полициски неговиот модус операнден систем, по кој систем тој делувал. Значи како ги маркирал жртвите, како ги определувал жртвите. Значи тоа е еден куп криминалистичко-техничка наука која што треба да биде применета и методика која што треба да биде применета во конкретниот случај, се со цел да се дојде до сите потребни докази за да може да се врзат кривичните дела. Осумничениот 25-годишникот Куманово се наоѓа во притвор, а наредено е негово психијатриско вештачење од страна на тим форензичари психијатри од Институтот за психијатрија во Скопје. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Премиерот не сака да открива детали за случајот 5 тони марихуана, но вели дека меѓу осомничените има функционери на поранешната власт. До сега истрага е отворена за 6 лица кои во пакети декларирани како текстил пренеле дрога во Србија. Има функционери, но од претходната влада. Има фирма која што е сопственик на поранешен председател на СДСМ во Ново село, односно негов син. И така натаму, еве да не идеме повеќе во детали. Може би Министерството за внатрешни работи може повеќе да сподели. Јас се разбира дека имам одредени информации, но во интерес на истрагата во овој момент би се задржал на ова што можам да кажам. Бугарија нема да може да стави вето доколку Македонија го прифати новиот европски план за постепено асоцијативно зачленување, вели премиерот Мицкоски. Според него со тој модел земјата формално би седнала на маса во Брисел во 2027, но без право на глас и без свој комесар, а ќе остане условот за уставни измени. Мицкоски оценува дека станува збор за нова фаза во проширувањето во која покрај реформите и усогласувањето со надворешната политика на Европската унија ќе треба внимателно да се процени дали моделот на прва и втора лига членки е прифатлив. Бугарија нема да може да го искористи своето право на вето доколку Македонија, заедно со Украина, Црна Гора и Албанија, го прифати новиот неформален план на ЕУ за проширување, преку така наречено асоцијативно, односно постепено зачленување. Сепак, покрај двата услови што ги бара Брисел, заедничка надворешна политика со Унијата и реформи во делот на владењето на правото, за Македонија ќе остане и дополнителниот трети услов – уставни измени, вели премиерот Мицкоски за најновата идеја на Брисел. Не може Бугарија да стави вето, бидејќи тогаш и формално ние ќе бидеме членка на Европската унија и ќе бидеме на масата.
и знамето на државата ќе се вее во Брисел, доколку ова нормално се случи и се операционализира. Два услови ќе бидат важни, а тоа се пред да се случи тоа, предпоставувам за нас ќе важи и третиот услов, оној кој што го прифати претходната влада за измена на уставот. Нема да имаме право на глас, нема да имаме право на комесар, но ќе можеме да учествуваме во работата на Европскиот совет и на институциите во Брисел. Мицкоски вели дека во игра се две опции. Првата е планот да се реализира со Украина плюс трите држави од Западен Балкан, а втората е тој да се прошири и на Молдавија. Тој предходно на панел дискусија на тема евроинтеграции зборуваше дека Македонија е жртва на класичен булен код држави членки на ЕУ кои го оценувале незиното интегрирање и дека за нас не важел мерит системот. Но покрај соседите за премиерот одговорност за процесот има и кај поранешната власт. Затоа за еден народ и една нација нема поголемо зло од корумпирани така наречени лидери на таа нација, мекотели, луѓе кои што се мекото ткиво на нацијата и кои што за жал се изнагледавме во изминатите години и децении на македонската политичка сцена. И тие се тие кои што не доведува во оваа ситуација во која што денеска се наоѓаме. Наместо да преговараме за вредности, за владење на правото, за некои други стандарди, ние денеска преговараме за билатерални прашања кои што не водат никаде. Треба многу добро да размислиме пред и ова што се заговара сега за прва и втора лига земји членки на Европската унија, градуална или постепена интеграција со многу сейфгард, односно со многу заштитни механизми и да донесеме како регион одлука што мислиме и како мислиме. Опозиционерот Филипче пак во ова гледа анти-ЕУ реторика и изолација на државата. Преку 70% од граѓаните сакаат ЕУ, а тој зборува за булинг и прва и втора лига. Тоа не е булинг, тоа е последица од неисполнување на обврските. Правда, слобода на медиуми, борба против корупција. ВМРО секојдневно создава конфликти со соседите, а на критиките од Брисел одговара со напади врз ЕУ. Европа ни даде јасна шанса до 27-ма. Заедно со регионот Црна Гора и Албанија напредуваат. Ние, само ако престанеме со оваа политика на изолација што намерно е турка Мицкоски. Мицкоски ВМРО не сакаат ЕУ, сакаат да крадат на тендери без надзор. Тоа не е европска вредност, тоа е криминална вредност. Единствениот булинг на македонскиот народ му го прават ВМРО, ОКГ и Мицкоски, возврати лидерот на СДСМ на Фејсбук. Предходно албанскиот премиер Рама во неколку наврати изјави дека постепеното интегрирање е добар и прифатлив начин Албанија што побрзо да стане членка на Унијата. Србија пак, која исто е кандидат за членство со отворени преговори, се уште нема прецизна изјава за ова сценарио. Нејзиниот председател Вучик минатата недела коментираше дека поддржува модели на постепено членство, но Србија нема да прифати услови што ги смета за спротивни на националните интереси, особено во делот на односите со Косово и согласувањето со санкциите кон Русија. Катерина Нешкова, Сител телевизија. За ова во тема на денот разговарав со Андреј Лепавцов, председател на Паневропската унија во Македонија. Гледаме само еден дел. Бидејќи немаме конкретен предлог формален на маса, барем и јас и вие не сме виделе. Ние двајца немаме. Точно. Хипотетички. Подобро е за Македонија да прифати некои решенија, како ова за кое што се зборува, 2027 без право на глас, или може би да ризикува уште 10 и повеќе години да биде со овој кандидатски статус кој што го има и буквално да не мрдне од мртва точка. Значи, ние како организација, кажа и на претходните интервјуа, дека не поддржуваме генерално како позиција, бидејќи нашите вредности се чисто европски и нашето лого е Европа, цела Европа е Европа. Но, нормално дека секоја сериозна дипломатија и власт, не зборам за нашата, зборам за сите овие во нашите 6 држави тука, сериозно треба да разгледат секој конкретен предлог и да се донесе одлука врз основа на реалната ситуација на терен и да се направи една едноставна кост-бенефит анализа што нас би ни придонело и дури и таков вид на проширување. Значи, џабе ние зборуваме, антиципираме кога параметрите, да речам, еве имаме некои параметри, но има често и ѓаволот е во деталите. Значи, мораме буквално секој проред, секој ред да го проучиме тоа што евентуално би ни се доставило во некоја скорешна изјава, ако се стигне до тоа.
Забрзано се гради автопатот Гостивар-Букојчани, дел од коридорот 8 во должина од 31 км со рок за завршување до крајот на 2029 година. На терен работат околу 600 работници и повеќе од 500 машини, а во моментов се реализира најсложената делница од 11 км. Забрзано се гради автопатот од Гостивар до Букојчани во должина од 31 км, кој треба да биде готов до крајот на 2029 година. 600 вработени и над 500 градежни машини се на терен и во моментов работат на најсложената делница, долга 11 км. Автопатот, дел од коридор 8, ќе ја поврзе Македонија со истокот и западот и ќе гарантира регионална стабилност. Поврзувањето, а и самата местоположба, географска положба на државата, треба да се искористи како предност, да се биде раскрсница во регионот, е стратешка предност. Ние сме дел од НАТО алијансата и на овој начин со реализирање нови коридори се подобрува отпорноста и безбедноста во регионот, но и на јужното крило на НАТО алијансата. This project represents more than just infrastructure. It embodies our shared commitment to the regional economic integration, NATO readiness, and the prosperity of North Macedonia and the Western Balkans. Corridor 8 will transform North Macedonia's economic future by connecting East and West, facilitating trade, and creating opportunities for your citizens. Изградбата на овој автопат ќе донесе значаен економски раст и поголем број туристи во земјава. Експроприацијата е речиси завршена. Владата помага со логистика и финансии. Останува Бехтел и НК навреме да го завршат својот дел, вели вице-премиерот Николовски. Околу 90% од експроприацијата е завршена, другото ќе биде завршено во следните месеци. Исто така целата логистика државата ја дава. Огромни средства се потребни да се реализира овој проект. До сега се исплатени некаде околу 470 милиони евра, што за буџет како македонскиот е навистина сериозна сума. Оваа делница е најскапа затоа што поминува низ населени места, а предизвик се и дислокацијата на кабли и водоводни системи, вели првиот човек на патишта. Но кога ќе се заврши, значително ќе се скрати времето на патување од Скопје до Охрид. Сега се патува до 3 до 3,5 часа. Сметаме дека околу 1,5 час би се патувало од Скопје до Охрид. При тоа ќе се патува побезбедно, ќе се патува и поудобно. Коридор 8 е еден од најголемите инфраструктурни проекти, чија целосна должина изнесува 110 километри. Поделен е на 4 делници: Тетово Гостивар, Гостивар Букојчани, Прилеп Битола и Струга Ќафасан. Го реализира американско-турскиот конзорциум Бехтел и НК, чија првична проценка беше дека ќе изнесува 1,3 милијарди евра и рок на изведба од 4 години и 7 месеци. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Ознаката здрава храна не секогаш значи и безбедна храна. Засилените контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство покажаа неправилности во голем дел од продавниците за здрава храна. Уништен е дури 1 тон на небезбедни производи по контроли направени во речиси 400 објекти. Етикетата здрава храна се почесто се доживува како гаранција за квалитет, но последните засилени инспекциски контроли на АХВ покажуваат дека зад полиците со јаткасти плодови, суво овошје и разни природни производи не секогаш стојат и безбедни услови за потрошувачите. Агенцијата изминатава недела уништи 1 тон небезбедна храна од 14 продавници за здрава храна од речиси 400 направени контроли. Наместо очекуваниот стандард, инспекторите во дел од нив затекнале производи со изминат рок, меѓу кои намирници што граѓаните најчесто ги купуваат поради здрава алтернатива, како бадеми, ореви, лешници, суви смокви, урми. Кај дел од операторите биле пронајдени производи без јасно потекло, додека други работеле без да бидат воопшто регистрирани како оператори со храна. Во одредени случаи храната била несоодветно декларирана, што значи дека потрошувачите немале точни информации за составот, рокот или начинот на чување на производот што го купуваат. Со контролите утврдено дека 14 оператори воопшто не биле регистрирани како оператори со храна во агенцијата. За утврдените недоследности со контролите издадени се 65 решенија, 19 опомени и 44 парични казни во вкупна вредност од 20.550 евра во денарска противвредност. Кај 9 оператори со контролите утврдени биле незадоволителни хигиенски и технички услови во објектите. Кај 7 оператори била пронајдена храна со поминат рок на употреба, кај 20 оператори најдена е храна и со непознато потекло. Несоодветно означена
била храната кај 18 оператори, а кај 23 оператори вработените немале спроведено задолжителен здравствен преглед. Од агенцијата апелираат граѓаните да внимаваат при изборот на вакви производи, бидејќи ознаката здрава не секогаш значи и дека храната е безбедна за употреба. Проверка на декларацијата, рокот на траење и условите во кои се чува производот се клучни чекори за заштита. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Тоа беше последна информација во овие вести. Повеќе може да следите на sitel.com.mk. Имајте пријатна вечер и останете со нашата програма.